Здраво на сите. Во ова видео ќе направам една рецензија на една книга што ја читав неодамна. Планирам да правам паралелно со оние видеа што ги правам за светските писатели, да правам барем еднаш-два пати месечно и рецензии на некои книги што сум ги читал неодамна, што ми се импресиите, впечатоците што ми се посвежи од тоа читање. Некои велат дека ако некоја книга остане со тебе и кога ќе ја завршиш, ако размислуваш на действието, на атмосферата што била во книгата, дека е добра книга. И мислам дека тоа е вистина. Исто така некои велат дека ако книгата веднаш посакаш повторно да ја прочиташ, да ја препрочиташ или барем планираш да и се навратиш да ја прочиташ однова, и дека и тоа е доказ за добра книга. И мислам дека и тоа е вистина. Мислам дека оваа книга што сега ќе ја спомнам, мислам дека имаше таков ефект врз мене и многу убаво ја доживеав. Станува збор за книгата Приказна за љубовта и темнината од израелскиот писател Амос Ос. Значи, книгава е издадена на македонски, преведена од хебрејски од Викторија Саркисјан и изданието е од Антолог во 2019, значи лани е издадена. Оригинално книгата Амос Ос ја издал во 2002 година на хебрејски, подоцна е преведувана на повеќе јазици, има добиено и многу награди. Меѓутоа, интересното е што прашањето е дали е книга, дали е роман, дали е мемоар. Јас би рекол дека и двете. Мислам дека јас би ја нарекол книгава фикциски мемоар, затоа што нормално тој реконструира случаи од детството и го покрива оној период од детството до некои си тинејџерски години, средни тинејџерски години, и прави реконструкција на многу настани од неговото детство, меѓутоа нормално празнините ги пополнува со фикциски факти. И тоа не е никаков проблем. Амос Ос е феноменален, да раскажуваш. Значи, ова е прва моја средба со него. Не знам дали воопшто има нешто преведено од него на македонски. Не сум сретнал, барем до сега. Ако знаете дека има нешто, искоментирајте, препорачајте. Интересно е што Натали Портман во 2012, мислам, направи филм, значи тоа е интересно, со филм според книгава, со истиот наслов, A Tale of Love and Darkness, и она за прв пат режира и овој филм го режира. Значи, и исто така игра главна улога, ја глуми мајката на момчето, во случајов на Амос Ос, која што е еден од главните ликови во оваа книга. Оно што е интересно е, една од главните теми, ова не е спойлер, е самоубиството на неговата мајка, која што е една од централните теми во оваа книга, во овој мемоар. Интересно е што меѓутоа начинот на кој што Амос Ос се осврнува на тоа самоубиство е многу значаен. Зошто? Затоа што откога тоа се случило во 52-а, мислам, година, тој со никого, ниту со татко му кој што подоцна живеел, ниту со било кој друг зборувал за тоа, ниту зборувал јавно за самоубиството на неговата мајка. И овде за прв пат го изнесува толку години подоцна во оваа книга, во овој роман. И многу интересно што неговиот стил од една страна е лесен е за читање, значи Ос е ведар раскажувач, значи не е тешка книгата, не е меланхолична, не е депресивна, и има многу голема доза на еден убав хумор, иако околностите и случувањата во книгата не се сите весели. Нормално има приказна за љубовта и темнината. И како што течеше романот, се прашував, окей, он го опишува детството, животот со неговите во мало станче, обкружен со книги, татко му е научник, професор, и се занимава со литература, и растејќи скромно во тие услови. И окей, тоа го сватив како тој дел од на љубовта. И се прашував, па добро, пола книга помина, кога ќе стигне тој дел на темнината, што е темнината во сето ова. Но подоцна тој многу убаво ги опишува конфликтите во Израел, заминувањето на британците, завршувањето на нивниот протекторат таму, осамостојувањето на израелската држава, конфликтите меѓу палестинците и израелците, окупацијата, бомбите, подделбите, градењето на ѕидови и огради и така натаму. Оно што е многу интересно, што многу ми се допаѓа кај него, ми се допадна кај него и гледав интервјуа после со него и така натаму,
затоа што во Израел е од многу луѓе е сметан за предавник на нацијата, за нивни непријател, затоа што во неговиот животен став и политички став и во оваа книга нема никаква пристрасност, нема да приметите национализам, нема да приметите омрза спрема палестинците. Тој смета дека се во истата каша и израелците и палестинците живеејќи на тоа парче земја, за кој што едните сметаат дека имаат право да живеат тамо, целосно право, и другите сметаат дека имаат целосно право. И ако не се лажам, тој политички се залага за двојна држава на израелците и на палестинците. Многу ми се допадна таа дистанцираност од некаков си еврејски израелски национализам. Хуморот е многу важен, низ целиот роман има одредена ведрина, има одреден хумор, иако зборува и за тешки теми. И оно што беше многу интересно е кога зборува за самоубиството на неговата мајка, да речеме во одреден дел од книгата ќе каже и тогаш тоа се случи пред да мајка ми да се самоубие. И подоцна и чекаш сега некаков опис како се случило тоа, нели класично, стандардно во некој роман, ако е тоа централната тема и очекуваш да писателот те потресе и не знам излезе со долги страни на опис на внатрешната состојба во случајов на неговата мајка, па како тоа се случило, па да те доведе да те трогне, да те доведе до солзи, и тоа Амос не го прави тоа. И тоа беше многу интересно. И потоа продолжува действието и ќе спомне кога мајка ми во таа ситуација, во тоа време кога мајка ми си го одзема животот. И ти чекаше сега некаква кулминација, но тој продолжува и понатаму. И на крај ќе сватиш дека всушност тоа е централната тема на романот, кога на крај го опишува крајот и повторно не драматично, крајот на животот на неговата мајка. И уште една многу интересна тема, особено ако ве интересира историја на Блискиот Исток. Многу интересен е оној момент кога мноштво илјадници, стотици илјади евреи бегаат особено од Централна и Источна Европа, бегаат и се враќаат во Израел. Меѓутоа, бегаат од еден градски, еден прилично удобен, раскошен живот, исполнет со култура, живејќи во урбана средина, навикнати на одреден начин на живот, и се враќаат во Израел со некаков сон дека ќе градат држава или некоја ветена земја која што им била дадена одамна. Се враќаат тамо и среќаваат прашина, среќаваат пустина, среќаваат валкани пазари и бучава и галама и валкани улици. Интересно е кога зборува Амос за тоа, давајќи многу убава историја на неговите баба и дедо од страната на мајка му и од страната на татко му, каков живот имале во Европа и кога дошле како почнале буквално од нула во сиромаштија и беда. И тој контраст е многу убаво прикажан и разочарувањата што ги доживеале. И опишува како неговата баба, која била господја, била дама во Европа, како доаѓа во Израел, во Јерусалим, ги гледа пазарите, гледа лубеници, гледа заклани животни и донесува еден суд, вели: целиот Левант е полн со бактерии. Левант е она полумесечина од некаде околу Медитеранот, од Турција, опаќајќи ги Сирија, Јордан, Либан, Израел и Египет надоле. И тоа е многу убав елемент. И уште едно нешто што паѓа во очи е страшната образованост на луѓето што се доселуваат. Книгите се постојано присутна тема, татко му е постојано врз книгите, неговиот дедо е голем научник, наградуван научник, истражувач од областта на литературата, и тој свет на книгите е прекрасно доловен и таа копнеш ти желба за знаење, се присутни кај тие луѓе. И оној момент кога татко му очекува да стане професор, меѓутоа и изборува, 3-14 јазици, го знае коренот на, зборови од секакви јазици, преполн со ерудиција и знаење, меѓутоа не може да се вработи затоа што такви како него се доселиле со толкаво знаење и уште поголемо се доселиле од Европа стотици такви луѓе. Во стилот многу ми се допадна раскажувањето бев позитивно изненаден од раскажувањето на Амос Ос
има поетика, има многу поетика во неговиот јазик, во неговото раскажување, меѓутоа не е некаква си раскошна, накитена поетика, раскошен некој стил, па накитен, туку со премногу зборови, со одвишок зборови, туку со една ме воодушеви целиот тон на книгата, како одеше од почетокот до крајот, иако опишувајќи и мачни и тегобни моменти со одредена доза на ведрина и на хумор. Не сакам да се расфрлам со зборот ремек дело, меѓутоа може нема да кажам дека е ремек дело, меѓутоа е една многу сериозна книга, можеби најважната книга на Амос Оз. Така што ве поздравувам и тука завршува првата рецензија на книга на читачот.